zdravje, jednotnikovi во нашата установа и во Делчево и уште долго да твори. Како што приметивте, самата промоција е организирана согласно протоколите на Комисијата за заразни болести. Значи, за организација која што е предвидена во затворен простор, затоа ќе ве замолам сите да ги носите своите маски, да не ги тргате од лице, бидејќи протоколите предвидуваат во затворен простор да се носат строго маски, за надвор не е важи. Исто така имаме напорака до равнокрајните автори која денес се да се маски, дека нашата установа на сите равнокрајни автори стои на располагање. Вие постојано контролирате на конкурси организирани од различни институции како Министерство за култура, фондации, друженија, така да нашата установа ви стои на располагање и за техничка и за стручна помош кога ќе аплицирате со своите дела во Министерството и фондациите. Од мене толку, зборот ќе му препуштам на Миле Ѓорѓиовски, кој е драг пријател, кој што ќе ја води промоцијата. Днес ќе изложиме много добар ден на мене. Поздрав до сите што денес се со нас и се надевам дека после облагувањето на овие мерки ќе имаме повеќе вакви дружења и не само тука во поедите на домот на националната установа Центар за култура Никола Јанков Вапцаров. Се надевам дека ќе се прошири соработката. Тука е мој поздрав и директорката на Домот на културата од Пекчево. Се надевам дека ќе се интензивира соработката и дека ќе имаме почести размена на културни настани, позајмување на културни настани во двата правца. Веќе ние имаме добра соработка со Каменица, Кочани и Видица и се надевам дека овој круг нон-стоп ќе тече. На почетокот да кажем дека книгите со карикатури не само во Македонија, туку и во светот од разноразни причини се многу ретки и навистина ми е драго што Ленче Стојменова успеа во својата замисла прво да изненади мене, а потоа да направи книга со карикатури. И ова е второто изненадување, бидејќи пред Ленче мене да ме изненади, ние го изненадивме пардот на нашата карикатура Јордан Илиев за неговата 80-ти роденден, за неговиот 80-ти роденден му направивме книга од 80 страни со карикатури. Јас си ветувам на Ленче дека не за 80-тиот роденден, туку за 100-тиот роденден на Ленче ќе изненадиме ние, јас, Кристина, Домот на културата, Националната установа Никола Јанков Вапцаров Делчев и за 100-тиот роденден на Ленче ќе направиме една книга со 100 страни. Еве, директорот пушти срце два пати по 200 страни ќе направиме една книга и ќе се одложиме за овај настан што денеска немаше да се случи ако Ленче не беше тука. Повеќе за книгата за Ленче ќе ви зборува делчевската поетеса Христина Деловска. Иначе таа потекнува од едно место кога Тапан силно ќе зачека, сите и машки и женски трчаат наоро и го играат копачката. Христина, знаеш ли ти да играш копачка? Да. Ја очекував ќе речем не, за ми е срам ти рече да ми покаже. Поздрав. Добар ден и од мене. Како прво сакам да ви честитам на Ленче за
че ми дойде инспирация, така ти си права. Благодаря, а колко години вече си в брак? Колко години си в брак? Да, години си в А брак. колко години сме в брак? В брак, да. Ова година 40. А не ми става, още по-става. Не е случайно да кажа, че кога почнала. Значи, кажува дека има 40 години како е во брак, 40 години како почнала да црта карикатури. Ама не од Софија. Бракот е потикнал да За црта карикатури. А од свекровата. Една свекрова дава инспирации колку за 1000 книги со карикатури да се напише. Рече, од кога ви кажа дека е книгава за мене и светот безобразно голем, со месеци размислува и не е ништо големо на мене зашто. Толку безобразно голем, најголем и така, ама безобразно голем. Ако немаш мен специја да кажеш, ќе ги случи на микрофонот. Зошто безобразно голем? Това е куфер со пари. Голем е нешто голем. Мал
се не е страшно, не трябваше помощник, вече се правеше дека ти не читаш афоризми. Напомна дека ти не читаш афоризми. Нема проблем, до събрание не се каже. Но пред афоризми би сакала да прочитам роденденска песна, односно песната за пензионерите, бидејќи денес ги славиме пензија на Миле Ѓурѓовски. Пензионерска песна. Кога човек ќе стане пензионер, велат станува од дете бедер. Но јас ова го демантирам, зашто јас како пензионер се декларирам. Пензионерот е човек како другите ист, по душа и срце чист, знае да плаче, да пати, знае да се радува и сметките да ви ги плати. Секогаш сака да помогне од душа, млеко да купува, деца да чува, како куче да слуша. Штрп и чорап за децата е спремен да оди и семејството по вистински пат да го води. Ќе пере, ќе готви, ќе мие, ќе пегла, ќе мете, ќе шие. Занајди ќе научи и тие што не ги знае, зашто навреме не ги научил, сега ќе се кае. Мачето, папагалчето и рибчето ќе храни, кучето ќе го тимари за да ве брани. Пензијата цела ќе ви ја даде, ако треба за вас нема ни да јаде. Черче пред прагот за вас ќе се стори, до последни сили за децата ќе се бори. Така си е тоа, од искуство си знаете, а и јас добро си знам. Најстрашно за еден пензионер е да остане сам. Стариот пожолтен албум единствен другар да му биде, како од ѓавол да се плаши од секој нов ден што иде. Млади, почитувајте ги пензионерите, останете и вие души чисти. Ќе дојде ден, ќе се пензионирате, па и вие ќе станете како нив исти. Ленче, за ова песна ме подсети на еден афоризам од мојата нова книга, која треба да скоро излезе, Папави афоризми чине. Кога дедовина ќе ја земе гитарата врат и ќе запее само еден ден живот, сите дома знаеме дека ја зел пензијата. Мажите се поверни од жените, помалку имаат прилика. Постојано сме во каша, а месо никако да видиме. Ѓаволот си дојде по своето и не најде ништо туѓо. Да ги засукавме ракавите толку силно додека раѓаа по линијата, како сега пред вакциналните пунктови, ќе бевме најаграна земја. Мојот желудник работи како часовник. Секој час ми кажува дека сум гладна. Државните органи се причина што ме болат сите органи. Ево, Ленче, зашто е добро да постижа. А сега ќе останеме малку на хората на сатирата, со нас тука е Крум Николовски, голям брат се држи неговата прва збирка хуморески тврчки и една од ретките збирки од
Остап пишува од 72, значи тоа колку ќе му дојде безмалку пенсија. Сега, многу спорат и политичарите, историчарите, чии бил Самуил Царков. Јас напишав во оваа моја прва и единствена засега книжка, иако што треба во ракописа докажав дека Самуил е македонски цар. Ќе читам без окалки, тоа уште не служи, а други работи многу не ме служи. Историчарите велат дека, односно водат бесцелен спор за тоа кој бил цар Самуил. Јас како познат и признат, ама само од мене, разсветлувач на многу историски злачки, решив да го разгледам и овој случај. Непобитно е дека Самуил бил македонски цар. Овде ќе изведам само 4 од многуте докази за тоа. Прво, братоубиството. Кога кнезот Брстјачки, Колјо, татко негов, попознат како Никола, почувствувал дека му се ближи крајот, една вечер пред легнување му рекол на Давид, синко, ми се ближи крајот, од Божич ти ќе бидеш цар, бидејќи си најстар. Мислел дека другите синови одавна заспале, но не било така. Најмалиот Самуил, стуткан под покривката од мечки на коже, слушал. Кај него проработил македонскиот синдром на братоубиство, а така во една борба со војниците на Василий II побрал помош од непријателот и ги убил своите браќа Давид, Мојсей и Јарон. Се вратил дома и на татков си му рекол дека тие загинале во неравната битка и тој успеал некако да се спаси. Второ, пијанчењето. Никола починал, а Самуил, как сега како единствен син, наследник станал цар. Во битката на Беласица, така пишува во историјата, а тоа било во селото Водоча. Самуиловата војска ја победила војската на Василий II. Занесени од победата удриле на пијани и сите станале ќутук пијани. Пијанчењето, особено кога е бесплатно, е типична наша македонска особина. Трето, ослепување. Кога византиските војски, кои пак не биле десеткувани, виделе дека Самуиловите војници се ќутук пијани, ги заробиле без борба и им рекле да бидат мирни, оти ќе ги вадат очите и на секој што ќе му остават по едно око. Македонска работа. Секој војник себе си се сметал дека ќе биде стоти. Подобро е мене да ми остават едно око, а на другите да ги завадат и двете. Четврто, бегството. Кога ослепените 14.000 војници дошле кај Самуил, тој го јавил коњот и избегал во Преспа. Што подалеко од Струмица? Толку подобро. Бегството во одлучни моменти исто така се македонски особини. Еве, горе наведеното, јасно кажува дека Самуил бил македонски цар. Благодаря на Крут. Среќа моја, јас неколку пати ургирам, нарочито поред нашиот дел по книгата гостин на представата да ни биде Екатерина Захариева. Среќа што не биде, наистина стана непокуси за неколку убави погледи, ама нема да избие дипломатски скандал. Јас и Крут имаме нешто заедничко покрај тоа што работевме во Југославија, што е пред една чудо години. Тој се бави со своето село Жопјето, во кое пред 40 години сигурно, во село Жопјето, во кое моментно нема ниту еден жител, а во моето село по мајка ми се вика Црско и ќе влезе во историјата на здравството на Македонија. Имат само 2 жители и вакцинацијата беше успешна 100%.
създаше Бог и уши, постојано ќе не влечеа само за нос. Клоцата е потврда дека и ние имаме задник за нешто. Тиквари се луѓе кои ниту тикви не можат да произведат. Уште не се изнасонувавме, а толку сме заспани. Кога другиве ништа да заспиете, простете се од убави соништа. Конзумираме безбројни потребности, а на трапезата немаме човечност. Оваа година и во пролет паѓаше снег, ама тоа